Добар ден, почитувани, стартува уште една нова телма амбуланта. Каква треба да биде исхраната кај лицата со покачен крвен притисок? Кои продукти треба да ги конзумираат, а што да избегнуваат? Постои специјално дизајнирана диета за намалување на крвниот притисок. На што се темели ДАШ диетата? За диететскиот пристап во регулирањето на крвниот притисок денеска разговараме со Надица Илиевска, дипломиран нутриционист. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок. Останете на телма. Како треба да изгледа идеалното мени кај лицата со хипертензија? За диететскиот пристап во регулирањето на покачениот крвен притисок денеска разговараме со Надица Илиевска, дипломиран нутриционист. Надица, добар ден. Добре ни дојде во денешната телма амбуланта. Добар ден и добро ве најдов. Вела дека хипертензијата е болест на современото доба и дека сето ова е поврзано со седичкиот начин на живот и лошата исхрана. Па на каков начин исхраната всушност влијае врз покачениот крвен притисок? Па постои директна поврзаност во стилот на живење, односно во кој што најголем дел го вметнуваме и начинот на исхрана со појавата на хипертензија. И интересно е тоа што доколку до пред некое време се сметаше дека хипертензијата се јавува во подоцнежните години од животот, денеска сме свесни дека од хипертензија страдаат и младите луѓе. Но она што е уште поинтересно што го приметувам во пракса е дека луѓето некако како природно да сваќаат дека е нормално со текот на годините, па дури во помлади години да се има притисок, а сепак хипертензијата е вовет или резултат на други хронични кардиоваскуларни заболувања и се смета дека доколку се третира со исхрана, може да се превенира и исто така дека иако луѓето се на хронична терапија за хипертензија, мора таа да биде придружена со промени во исхраната за да се даде резултат во третманот кој што понатаму нема да воведе во други хронични заболувања. Има цела листа на продукти кои што се советува да се исфрлат доколку некое лице има покачен крвен притисок. Еве да видиме што се наоѓа на црната листа кога станува збор за хипертензијата. Не за алкохолот, кафето и чајот, црвеното месо и джигерот, коцката за супа, газираните пијалоци, концентратот од домат, конзервирани пијалоци, лој, маст, маргарин, сол, сувомеснати производи. Навистина една широка палета на производи се наоѓа на онаа црна листа. Ќе започнеме од солта. Нешто што најнапред се исфрла кога станува збор за покачениот крвен притисок. Има многу продукти во кои што се наоѓа скриена сол. На што треба да се внимава и во колкава доза солта е дозволена на менито? Сите овие забранети намирници всушност се намирници кои што ние ги користиме последните години благодарение на развојот на процесите на обработка на храна. И солта е веќе и научно докажана и влегува во сите водичи во однос на зачувувањето на доброто здравје, бидејќи се смета дека илјадници години човекот примал многу малку сол, 1 до 2 грама, односно натриум, и тоа најчесто преку натриумот кој што го содржат намирниците со кои што се храниме. Но пред многу години, кога кинезите солта ја почнале да ја употребуваат за конзервирање, влегуваме всушност во магичниот круг и денеска имаме сериозни научни сознанија, дури и кај нас се правени студии во Институтот за јавно здравје, дека дури 20, а кај малите деца, што е зачудувачки, 25 пати внесуваме сол повеќе од тоа што треба на дневна основа да го внесуваме. И сега најчесто се случува за онаа скриена сол, бидејќи ние контролираме колку досолуваме, колку стол ставаме кога ние дома готвиме, колку сол ставаме кога ние сами дома правиме салата. Меѓутоа, не ја земаме во обзир солта која што ја има речиси во сите процесирани производи кои што стануваат голем дел од севкупната наша исхрана. И сега, поради солта, овде
дел од овие забранети намирници всушност влегуваат во овие забранети намирници, тоа се сувоместнатите производи. Потоа имаме еден тренд на бегање од конзерванси. Секаде каде што пишува нема конзерванси во било кој производ, треба добро да ја прочитаме декларацијата и ќе приметиме дека има повеќе сол или за други производи има повеќе шеќер. Што значи, бегајки од озлогласените конзерванси, прехранбената индустрија како да воведува додавање на повеќе сол и шеќер во производите. Натриумот е неопходен. Меѓутоа, нашиот организам добро функционира кога нивоата на натриум и на калиум се во една многу добра рамнотежа. Имајќи во предвид дека добиваме повеќе натриум преку солта, ние ја нарушуваме таа рамнотежа. Солта абсорбира голем дел од водата, ја чува, на тој начин прави притисок на крвните садови и директно влијае на тензијата, односно на покачувањето на крвниот притисок. Вообичаено првото нешто кое што секогаш се кажува кога треба да се третира хипертензија е да се намали некаде помеѓу 2 и 3 грама, но исто така сакам да нагласам дека потполно ослободување на натриумот, на солта од нашиот организам исто не е во ред, имајќи во предвид, и тоа често сме го зборувале, дека ние треба да конзумираме јодирана сол, што значи дека имаме нешто што законски треба да го внесеме и кујнската сол треба да ни биде присутна во начинот на подготовка на храна и треба да ја конзумираме, треба да внимаваме на она што не треба да го конзумираме, односно треба да внимаваме на скриената сол. На првото место на листата со продукти кои што треба да се избегнуваат е алкохолот. Но некои тврдат дека една чашка ракија им го намалува крвниот притисок. Па сега алкохолот да се сврли сосема или не? Алкохолот всушност е еден од најголемите постојаното конзумирање, е еден од најголемите причинители за нарушување на многу метаболички процеси во нашиот организам. И најчесто во пракса се случува да секогаш е прво тоа за кое што се дискутира. Знаете, во моментот кога го примаме алкохолот, значи во моментот кога пиеме алкохол, настанува вазодилатација, односно ширење на крвните садови. И тука добиваме многу краткотрајно еден вид лажно намалување на крвниот притисок. Меѓутоа, бидејќи алкохолот многу брзо влегува во крвоток, бидејќи алкохолот многу брзо покренува многу биохемиски процеси, затоа што организмот прави се да го преработи, за да тој не стигне до мозокот, последователно имаме токму обратен процес, бидејќи тоа е диуретик, тој има празни калории, и затоа многу често имаме и главоболка, и жет, значи по конзумирање на алкохол. Дефинитивно, алкохолот влијае на покачување на крвниот притисок, доколку се прима постојано. И секогаш велам дека се најдискутабилни оние така наречени умерени дози, посебно кога имаме една силна индустрија, која што ни вели дека францускиот парадокс на французите, кои што секојдневно конзумираат црвено вино, ги прави поздрави. Имаат велат подобро кардиоваскуларно здравје. Но се заборава да се каже дека дефинитивно француската исхрана е најблиску до медитеранскиот начин на исхрана, што значи дека не зависи само нивното добро здравје од примањето на антиоксидансите, претежно ресвератролот и катехините од црвеното вино. Сепак, некаде околу 1 децилитар до 2 за мажи, 1 максимум за жени, неколку пати во неделата, црно вино е докажано дека не делува многу кај луѓето кои што имаат блага хипертензија. И оние кои што немаат, за нив важи тоа правило. Но оние кои што третираат веќе хипертензија, апсолутно треба да го избегнуваат
алкохолот. Бидејќи некогаш некој ќе се напие црвено вино и тврди дека му се покачил крвниот притисок, значи не секогаш кај сите ефектот од црвеното вино е ист. Храната има едно чудно својство да таа секогаш е придружник, значи пијалоците и храната одат заедно, па многу често доколку се ужива во трпеза со црно вино, трпезата е богата и со други намирници, кои што ги гледаме овде како забранети, и на тој начин се допринесува всушност до покачување на притисокот. Ајде да проговориме за кафето и чајот. За кафето знаеме дека содржи кофеин и може да ни го покачи крвниот притисок. Кофеинот, да, се работи за кофеинот, меѓутоа кафето треба да знаеме дека содржи и многу бројни антиоксиданси и дека тука веќе може да го примениме она правило дека 1 до 2 кафења на ден не влијаат директно на појавата на хипертензија. Например, кај луѓе кои што се љубители на кафе, јас го препорачувам без кофеинското кафе, но и тука постои разлика дали се работи за еспресо, дали се работи за филтер кафе, дали се работи за Нескафе, дали кафето што го конзумираме е во оние познати старински, мали, чолички во кои што собира 25 до 30 грама, или пак во оние чаши за чај, каде што имаме 200 и нешто грама кафе, што значи дека и тоа зависи. Кофеинот, да, но сериозни научни истражувања докажуваат дека комплетното отсуство на кафе не помогнало во третманот на хипертензијата, односно не донело до значајно намалување на крвниот притисок, како што е случај со некои други намирници кои што ги конзумираме. Чајот, ако кафето има кофеин, чајот има теини, тој не создава зависност, меѓутоа што се однесува до билките. Нивното делување е многу индивидуално и треба и дозите кои што ги примаме да бидат многу индивидуални. Постојат чаеви кои што на вистина делуваат во нашиот организам дури можеби и по-јако од една чаша кафе и затоа со билките треба да бидеме внимателни. Кога третираме со исхрана и напитоци хипертензија, треба да знаеме дека најсигурни нешта се нането, камилицата, кантарионот. Се друго е во зависност од дозата и иако ние многу често ги конзумираме билките, треба да имаме во предвид дека чајот исто така, како позитивно, може да делува и негативно. Големи количини на црн чај може да го покачат крвниот притисок. Кога станува збор за дозата, за количината и за типот на кафето, кај лицата со хипертензија, што можете да препорачате? Филтер кафе. Филтер кафе? Филтер кафе или турско кафе, оно кое што ние го конзумираме. Во мала чашка, како што споменавте. Секако 1 до 2 може и најважното, кафето да не биде на гладно. Делувањето на циркулацијата, на целиот метаболизам, кафе на гладно и кафе после оброк е сосема друга биохемија. Значи никако на гладно и тоа да го запаметиме. А што е со црвеното месо и джигерот е наведен? Зошто тоа спорно? Па веќе подолго време джигерот, односно внатрешните органи и од други причини се наоѓаат на непосакувани намирници. Црвеното месо и во општите препораки се смета за атерогено, односно за нешто кое што влијае на нашиот кардиоваскуларен систем, затоа што знаете хипертензијата е вовет во атеросклерозата, односно губењето на еластичноста на крвните садови. Црвеното месо конзумирано во големи количини, без антиоксиданси, што би значило тоа? Во однос на која комбинација ги конзумираме и начинот на кој што е припремено месото, бидејќи постои одредени типови на меса кои што апсолутно ако се припремени на добар начин може и да ги отпуштат своите масноти, односно да се исцедат мастите од нив и да се искомбинирани со храна која што е богата со антиоксиданси. Таквите типови на оброци месни немаат атерогено месо. Меѓутоа, претераната конзумација на црвеното месо се докажа дека како стил на живење е
една од причините за појава на хипертензија, посебно последните 10 години, од причина што протеините дојдоа на пиедестал, па толку многу се конзумираат, што всушност организмот почнува да има повеќе штета, отколку корист од нив на долги патеки. Кое месо би се препорачало? Рибата Телицата секогаш, со рибата е покачен крем посебно, притисок? значи за нејзе може да се зборуваме цела една емисија, како таа влијае на здравието, потоа мисиркиното месо, потоа пилешкото, органско пилешко месо, значи да внимаваме какво пилешко месо конзумираме. Тоа е се прифатливи оброци кога диетотерапевски третираме хипертензија. И сега ми продукти што се препорачуваат да се внесат кај лицата со хипертензија. Еве ние што издвоивме, секако ги има повеќе, но ова се оние кои што се најчесто на топ листата на првите 10 продукти. Да, вели за боровница, целер, кромит и лук, банана, мед, риба, јаткасти плодови и цвекло. Значи, ова е, гледаме дека тука има овошја, банани, боровници и слично. Од друга страна пак овошјата имаат шеќер. Нели е тоа проблематично? Да, секако дека е проблематично. Објаснувањето на добрите намирници ќе го почнам со тоа дека во 99% случаеви појавата на хипертензија е придружена со вишок на телесна маса. Најдобриот пат на решавање, всушност со диетотерапијата, е намалувањето на телесната тежина. Така велат, со секој изгубен килограм се намалува Скоро 8 милиметри од живениот Живениот столб столб. може да се намали. Овде имаме намирници кои што ќе кажам, значи да, тие се ударните, но и зошто? вела дека го намалуваат крвниот притисок овие докажано продукти. го намалуваат. Значи, боровницата во себе содржи изофлавоноиди. Тоа се материи кои што директно влијаат на одржување на еластичноста на крвните садови и на тој начин посредно делуваат во намалувањето на штетите од оксидативниот стрес и слободните радикали, кои пак ги прават нашите садови крти. Целерот, за кој што веќе има неверојатно многу студии, во себе содржи едни специфични хемиски состојби кои што се нарекуваат фталиди, и тие дефинитивно имаат директно влијание на намалувањето на Некои притисокот. пијат и сок од целер. Најважно што сакам да го кажам е дека делувањето на хипертензијата од целерот како храна што ја третираме како лек е од се, значи и од лиснатиот дел и сок, меѓутоа и од трупката, бидејќи науката се обидела тие флавоиди да ги изолира и да ги третира луѓето со хипертензија со нив, меѓутоа не ги дале посакуваните резултати во онаа мера во која што ги дал користењето на целиот продукт. Исто така, специфичниот однос на калиум, магнезиум и селен, комбиниран со овие флавонски соединенија, се смета дека прават една специфична релаксација на кардиоваскуларниот систем, имаат благо диуретско дејство и на тој начин делуваат директно. Сите останати се богати со калиум. Треба да ги форсираме намирниците богати со калиум, од проста причина што ние секако внесуваме, сакале или не, повеќе сол, односно повеќе натриум од тоа што ни е потребно, па треба да ги форсираме намирниците со калиум за да ја воспоставиме таа рамнотежа која што беше спомната на почетокот, со исклучок на луѓето кои што имаат бубречни заболувања, треба да внимаваат на намирниците богати со калиум. Последните, кромидот и лукот, Свежи треба да се земаат кромидот и лукот за да имаат ефект? Најдобро е да бидат свежи поради сулфурните соединенија. Она што најмногу делува од кромидот и лугот во намалувањето на крвниот притисок се всушност тие сулфурни соединенија. Ние отвараат вратата тука на брокулата, на карфиолот, на темнозелениот зеленчук, значи сите сулфурни соединенија. А знаеме, сите имаат специфичен мирис кога се термички обработени, односно го испуштаат
го испуштаат сулфурот, а тоа е тој што ни е потребен, тие сулфурни соединенија, за да влијаеме диетотерапевтски. Последните две влегуваат во групата на масти, и тука би сакала да кажам дека многу малку се зборува во однос на тоа дека се променија некои препораки во однос на мастите, ставови, бидејќи пак долготрајното наметнување на бегање од мастите и конзумирање на безмастни или обезмастени производи не даде никаков резултат во третманот на хипертензијата, дури таа од година во година се зголемува. Па така да рибата и јаткастите плодови кои што се богати со Е-витамин и со полинезаситени масти, омега-3, директно влијаат на намалување на крвниот притисок. И сега, доколку ние само од овие 5 направиме еден оброк, ние веќе неверојатно многу сме влијаеле во третманот на хипертензија со храна. Што значи дека треба едноставно да влијаеме на тоа што не треба и, според мене, претежното конзумирање на прости јаглени хидрати всушност е најголемиот проблем, бидејќи јаглените хидрати се извор на енергија, но ние јаглените хидрати, како сите да ги ставиме на еден куп, многу јасно кажуваме од каде треба да потекнуваат протеините. Јасно кажуваме од каде треба да потекнуваат мастите. Но како да заборавивме дека сите јаглени хидрати не се исти. Например, целозрнестите житарки, коренестите плодови, мешунките, тие имаат јаглени хидрати кои што се сложени, односно билни влакна. Единственото нешто кое што директно за кратко време влијае на враќање на метаболизмот во хомеостаза се билните влакна. Почнувајќи дека тие делуваат на целиот дигестивен тракт, дури и на апсорбцијата на тоа што треба да го апсорбираме и на исфрлањето на тоа што треба да го исфрлиме. Што значи дека тука треба да се жонглира помеѓу овие две работи. Моето лично мислење е дека треба да бидеме поактивни и поактуелни во однос на тоа што не треба да користиме, да се вратиме еден чекор наназад и да видиме всушност дека модерното време ни ги забрза и модерните болести. Така. И токму сега се зборува и за храната како лек. Издизајнирана е една цела диета наменета за регулирање на крвниот притисок, наречена ЕДАШ, односно диететски пристап во регулирањето на крвниот притисок. На што се темели оваа диета? Всушност, 90-тите години, кога се прогласени плавите зони на планетата Земја, потекнува од Америка, тоа е Американска асоциација. Всушност е превземена од Американската плава зона, тоа е еден дел во Америка каде што живеат адвентистите. Практично и наједноставно за гледачите се работи за вегетаријански начин на исхрана, каде што апсолутно не се конзумираат производи од животинско потекло со многу малку, понекогаш одредени типови на млечни производи, задржа ДАШ диетата за разлика од таа диета која што се практикува од адвентистите во плавата зона. Дефинитивно, најмногу студии се има направено за тоа. Дефинитивно, вегетаријанската исхрана дава најдобри резултати во намалување на крвниот притисок. Но не секоја вегетаријанска исхрана. Вегетаријанската исхрана во себе треба да содржи и здрави масти, што значи дека оние вегетаријанци кои што повремено конзумираат риба, повремено конзумираат јајца и конзумираат многу зеленчук, па овошје, бидејќи ни килограм овошје на ден не е здраво, 500 грама, 2 до 3 овошки на ден е доволно. И за тоа има граница, така? Да, е доволно. И многу јаткасти плодови. Нешто што кај нас, да речеме, е. И јас затоа велам дека таа исхрана за мене е многу блиска до медитеранската,
А пак медитеранската е многу блиска на нашиот традиционален начин на исхрана и тука некаде всушност е идејата на овој тип на исхрана. Интересно е дека токму вегетаријанците се биле најпогодна група за истражувањата како влијае храната на хипертензија, но најдов на студии кои што водат во обратен правец. Например, на група на вегетаријанци им било дадено одеднаш секој ден да конзумираат црвено месо. И тие после 3 месеци имале значаен пораст на нивниот крвен притисок. На друга група биле дадени јајца. Се видело дека има многу мал пораст На крвниот на притисок. крвниот притисок, додека пак оние кои што многу конзумирале млечни производи, поради со големата содржина на сол, речиси исто колку оние кои што конзумирале многу месо, на долги патеки, го покачиле крвниот притисок. И од таму се влечат овие препораки кои што се направени во еден пакет, ДАШ диетата, генерално се применува во 2 фази. Првиот дел е порестриктивен, во мене во пракса ми дава многу големи резултати, значи тешките млечни производи кога во првиот етапа се исфрлаат на одредено време, тука се добива и на значително намалување на внесот на сол, се даваат лесни меса, се се зголемува внесот на билни влакна на 25 до 30 грама дневно, а втората фаза веќе, ајде да кажам, е малку полабава, па и одредени јаглени хидрати сложени може да се внесат во исхрана. Дали оваа ДАШ диета која што е наменета за регулирање на крвниот притисок може да даде резултати и при губењето на телесната тежина? Ќе биде ли корисен за слабење, бидејќи споменавте дека секој изгубен килограм всушност влијае врз намалувањето на крвниот притисок? Да, секогаш. Впрочем и така е и убавината на ДАШ диетата и на медитеранскиот начин на исхрана што е применлива. Не постојат стрикни ограничувања. Може да се применува за целото семејство. Така. Може да се од најмалите до највозрасните и секогаш дава резултати на целокупното здравје. Бидејќи најчесто третманот на високиот крвен притисок е кај луѓе кои што имаат и покачени масноти, кои што имаат најчесто преддиабетска состојба, имаат вишок на телесна маса и имаат седентарен начин на живот. И тука некаде може би е најдобро, затоа велиме стилот на живење во превентивата речиси е ист како и во куративата, односно како во диетотерапијата. Сето ова треба да биде придружно. Ке даде кај сите резултати на деца? Во моја пракса, доколку се придржуваат, повеќе од 90% дава резултати. Има и една друга страна, тоа го приметувам од причина што се случува при пременувањето на овие два типа на исхрани, кои што јас лично некако ги комбинирам измеѓу себе, да ги прилагодам индивидуално, фамилиарно. Се случува понекогаш да се појави блага хипотонија. Што значи дека намалување на крвниот притисок. Луѓе кои што имале нормален крвен притисок, применувајќи ја таа исхрана, намалувајќи ги килограмите, да им падне сега крвниот притисок. И затоа тука веќе почнуваме да зборуваме дека треба, нели, да се внимава на внесот на течности, да се внимава и на други работи, за да не дојде тоа, но за тоа не е крива исхраната, туку и останатите работи кои што ние ги правиме, например, физичката активност, мора да биде придружник. Секогаш покрај промената на исхраната се советува и промена на животниот стил од аспект на физичка активност? Знаете, пак е се индивидуално. Доколку се работи за многу голема телесна маса и навистина сериозна хипертензија, првиот месец дена силен напор физички не се препорачува. Пешачењето е секогаш најдобриот избор, но како ќе се законтролира ситуацијата и ќе почнат да се намалуваат килограмите, да се чувствуваат луѓето подоцна, тогаш препорачувам, иако тоа не е
мое да го забрзаат одењето. Да го забрзаат одењето, а секако тешка физичка вежба кај луѓето со хипертензија не се препорачува, бидејќи големиот физички напор прави уште поголем притисок на крвните садови. Значи, секогаш оние кои што имаат покачен крвен притисок, би било паметно да направат и промени во исхраната. Ви се обраќаат често за консултации, поврзани со сето, со регулирањето на крвниот притисок по пат на исхрана? За жал, во пракса не се чувствува потреба да се побара помош од диетотерапија само за хипертензија. Хипертензијата во анамнезата се спомнува како немам крвен притисок, пијам терапија веќе 5 години. Но се третираат маснотиите, или се третира диабетот, или се третира вишокот на телесна маса. Тоа се причините кои што се бара помош за менување на стилот на живот, иако се знае дека доколку 40% го промениме, кога веќе се гледа дека се оди кон хипертензија, се смета дека повеќе од 15 милиони животи би биле спасени доколку на време делуваме со начин на исхрана на хипертензијата. Надица, може ли да ни дадеш пример за едно дневно мени, за една комбинација на продукти кај лица кои што имаат хипертензија? Па прво би започнала со тоа никако да не се внесуваат трансмасти. Ама тие ги има секаде. Тоа е на Тие ги има вистина, во процесираната храна. Тешко да се Тие ги има во исфрлат. процесираната храна. Тоа мора. Значи, тоа е предпојадок. Стоп за секој вид на високо процесирана храна. Тоа значи лиснати теста. Тоа значи лиснати буреци. теста, секое лиснато тесто во себе има маргарин. Тоа е практично состојка која што нас не ни е познато, ни ја менува нашата цревна флора, го менува целиот метаболизам на мастите во дебелото црево. Тука и билните влакна не можат многу да помогнат. Значи тоа е исто една многу голема тема. Што би било добро за појадок? За појадок би било добро да се започне или оној класичен појадок за оние кои што имаат посериозна физичка активност и ментална во текот на денот. Тука би било добро да се изеде едно парче интегрален леп со многу малку путер, со варено јајце и зеленчук. Јас многу често препорачувам салата за појадок. Ние немаме навика, ние сакаме благ појадок, најлошата варијанта. Или мешавина на некој тип на интегрални житарки со кисело млеко, каде што ќе се додадат некои јатки. Ужината секогаш првата ужина треба да биде овошје. Еве може банана. Може да биде Боровници. банана, може да бидат боровинки, тука сувата брусница доаѓа исто така, сувата кајсија, малку ореви бадеми. Ручекот секогаш треба да има зеленчукова супа или месна супа. Потоа доколку имаме претежно јаглен хидрат, значи ако биде ризотото да биде со зеленчук Така. и салата, доколку конзумираме компир, исто така да биде со зеленчук. Не се убави комбинациите на месо, значи ние сакаме се да јадеме, па уште и сирење да ставиме на масата, значи мора секој ден салата, мора секој ден мешунки. Втората ужина може да биде нешто многу лесно, јатка, или може да биде еден бразилски орев. Вечерата може да биде некоја оброк салата за оние кои што не може да бидат да конзумираат, не можат без вечера. Но исто така вечерата може да биде и половина од ручекот. Што значи дека да го скокнеме оној дел. Салата и само салата. Кога ќе се направат промени во исхраната, или кога ќе се примени ДАШ диетата, која што е наменета всушност за регулација на хипертензија, за колку време може да се очекуваат првите резултати? Тоа е исто така еден голем лековите проблем. може да очекуваат тоа е исто така многу месец, голем за проблем. два? И секако намалувањето на притисок во многу случаеви го добиваме како нешто плюс. Еве намалив килограми, ги намалив маснотиите, па дури и крвниот притисок ми се намали. Треба време. Прво, и за луѓе кои што веќе имаат хипертензија, и за оние кои што превентивно делуваат, наглото намалување на телесната тежина, наглото менување на
Навиките во исхраната не дава добри резултати, не воведува во нов тип на оксидативен стрес. Дури кај луѓе со хипертензија која што е третирана со лекови, многу постепено треба да се оди во третманот. Според мене, веќе после вториот месец, организмот се чувствува подобро и пациентите, односно клиентите, веќе чувствуваат дека веќе не им е толку тешко. Значи, придобивките во чувството, енергијата, не толку големи главоболки, намалување на отоците во организмот, подобра диуреза, полесно чувство, леснотија, веќе стануваат поголеми од тешкотијата на промената на исхрана. Но кога зборуваме за диетотерапија, се помалку од 2 до 3 месеци е навистина преамбициозно да се очекува и секаде каде што сакаме брзи резултати, за жал, најстрашното нешто за хипертензијата е јојо ефектот. Најголемо штета на нашите крвни садови всушност е јојо ефектот. Треба да се биде стрплив, посебно кога се менува стилот на живот. Знаете, навиките да се прескокне бурек за појадок е многу тешко. И треба постепено да се едуцира и да се воведуваме во тоа што треба да значи промена на стилот на Значи, живење. споменавте промена на животен стил, а сега зборуваме и за одреден тип на диета. Тоа не значи дека диетата ќе ја држиме и потоа можеме да се вратиме повторно на старите навики? Што значи ова? Јас во пракса вообичаено Трајно менување на животните трајно навики? менување во однос на Комплетно исфрлање на препораките. бурекот од појадокот? Например, ако можам да зборувам во лично име, значи кај мене тестата се неверојатно слабост. Значи, јас свесно грешам еднаш во месецот, понекогаш 2 пати во месецот, меѓутоа гледам да биде и тоа што свесно го грешам, да биде. Потоа внимавам, зголемен нестабилни влак на намалување на другите јаглени хидрати во текот на денот, чорба, некоја мешунка лесна, без вечера. Вообичаено и во пракса кога зборувам, милувам да им кажам, ве молам за 3 месеци додека се пратиме и додека сме заедно, треба да сватите што сакал да каже писателот. Доколку сватил кои комбинации биле препорачани, што им годело, каков треба да биде ритамот, кои намирници да се форсираат, што треба да се одбегнува, кои се количините, тогаш веќе можеме да зборуваме за успешно менување на начинот на исхрана, а тоа ќе не натера да го смениме и животниот стил. Ако ние се вооброчиме, односно најдеме време за тие оброци во текот на денот, ние автоматски ќе го смениме и животниот стил. Така. Надица, благодарам многу за твоето денешно гостување во Телма амбуланта. Еве, научивме дека всушност со промена на начинот на исхрана можеме да влијаеме на крвниот притисок и неговата регулација. Секогаш со големо задоволство. Почитувани, ви благодарам што и денеска не следевте со внимание. Ви посакувам пријатен ден.